Во ова издание на Newsflash ке гледате. Русија се обидува да го запре четвртиот бран на COVID-19 и покрај тоа што беа меѓу првите во светот кои имаа своја вакцина. Досега вакцинирано само 33% од руското население. Калифорнија има голем број контроверзни закони кои го поделија населението. Белфаст, филмска драма на познатиот актер и режисер Кенет Бранах, која го прикажува 30-годишното политичко насилство во Северна Ирска. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. На конференцијата за климатски промени во Глазгов, американскиот претседател Џо Бајден рече дека САД ќе ги намалат емисиите на штетни гасови за 50 до 52% до 2030 година. Критичарите на Бајден му забележуваат дека некои од климатските обврски на неговата администрација не се толку големи како оние на другите развиени нации. Бајден пак претходно рече дека е разочаран што Кина и Русија се уште не превзеле никакви обврски околу ова прашање, дотолку повеќе што рускиот претседател Владимир Путин и не присуствуваше на самитот. А од останатите вести. Во обид да се запре четвртиот бран на COVID-19, руските власти одлучија да ги запрат комерцијалните активности и социјалните собири. И покрај тоа што беа меѓу првите во светот кои воведоа вакцина, руската национална стратегија за имунизација не е успешна. Само 33% населението е целосно вакцинирано. Специјализираните одделенија за COVID-19 во московските болници се преполни. Со повеќе од 30.000 заразени и 1000 починати дневно, ситуацијата во Русија во овој четврти бран на пандемијата е критична. Како одговор, властите ги затворија комерцијалните активности, ресторани, барови и трговски центри најмалку на 10 дена. Русија беше првата земја што регистрираше вакцина против коронавирус, но само нешто повеќе од 1/3 од русите се целосно вакцинирани. Совершено потрясающе для страны. Тоа е апсолутно шокантно за земја која произведува собствена вакцина. Повеќето други земји купуваат вакцини во странство. Затоа мислам дека состојбата со вакцинацијата е катастрофална. Дури и председателот Владимир Путин беше изненаден кога дозна дека многумина од неговиот поблизок круг одбиле да се вакцинираат. Странни луѓе. Чудно е. Тоа се луѓе со високо образование, научни дипломи. Не можам да разберам што се случува. Руските провладини медиуми започнаа, како што велат критичарите, кампања на негативен публицитет против вакцините произведени од Западот. И наблюдувачите велат дека тоа влијаело на многу руси кои сега ја отфрлаат и вакцината на нивната нација. Некои велат дека вакцините се опасни, но луѓето не се будали. Тие мислат дека ако западните вакцини се опасни, тогаш руските се сигурно опасни. Наблюдувачите велат дека одлуката на многу руси да не се вакцинираат не е политички став, туку општа недоверба кон владата. Во принцип, сите луѓе без разлика на нивните политички ставови сваќаат дека нема смисла да се верува на руската пропаганда. Многу руси гледаат многу малку причини за оптимизам. Затворањето на деловната активност е нешто што владата веќе го има направено претходно, а многумина сметаат дека зголемениот број на заразени и починати укажува дека овие напори не се доволни. Во последните недели гувернерот на Калифорнија донесе голем број закони кои што предизвикаа контроверзии. Еве зашто станува спор. Од пакетчиња со кетчап до кондоми. Во изминатите недели по поразот за обидот на неговото отповикување предводен од републиканците, гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом потпиша закони што беа поздравени од прогресивците и осудени од конзервативците. Во еден им се наложува на училиштата во Калифорнија да обезбедат бесплатни средства за лична хигиена на девојчињата во WC-ата. Некои жители веруваат дека законот е добар. Важно е, бидејќи како жени понекогаш немаме соодветна облека во критични денови. Корисно е за нас и побезбедно е. Но има и такви што се против. Ништо не е бесплатно. Тоа значи дека ние даночните обврзници плаќаме за тоа. Друг контроверзен закон бара неутрално прикажување на детски играчки и четки за заби во големите стоковни куки. Законот не забранува полови одделенија за момчињата и девојчињата, туку задолжително да има и родово неутрално одделение. Овој закон ќе стапи во сила во 2024 година. Подобро е да има родова неутралност за да нема поделби меѓу машко и женско. Можеме да бидеме што сакаме.
Уште поконтроверзен е законот што го прави нелегалното отстранување на кондомот без согласност од партнерот за време на сексуалниот однос и дозволува оштетената страна да го тужи партнерот. Но Гуминово го нарекуваат непожелно мешање во приватниот живот. Тоа е приватна работа секако. Се претпоставува дека веќе имате координација со вашиот партнер. Која е поентата, не разбирам. Но не се согласуваат сите. Тоа едноставно никој од нас не треба да го прави. Јас сум за казнување на нечесно однесување. Друг нов закон бара сите јавни средни училишта да понудат барем еден курс по етнички студии, почнувајќи од учебната 2025-26 година. Ми се допаѓа наставата по етнички студии во средно училиште. Како афроамериканец, тоа беше една од работите што не ги учев на училиште. Дури на коледж можев да го земам курсот. Но законот брзо се исполитизира и предизвика противење, особено од некои републикански политичари. Нашата влада полека ја елиминираш историјата каква што ја знаеме. И уште понавредливо во врска со овој предлог закон е тоа што учениците немаат целосно разбирање за историјата на нашата нација, без вклучување на придонесите и борбите на домородните американци, афроамериканците, латиноамериканците и азијатите. Каде се бегалците? Овој закон е расистички. Други контроверзни закони подпишани од гувернерот на Калифорнија вклучуваат уште и забрана за продажба на косилки за трева со бензин, како и друг закон кој забранува рестораните да делат пакетчиња со кетчап и други зачини за еднократна употреба на клиентите, доколку тие не ги побараат од нив. Белфаст, филмска драма на познатиот актер и режисер Кенет Бранах, го прикажува 30 годишното политичко насилство во Северна Ирска од неговиот роден град Белфаст низ објективот на Бади, 9-годишно момче од ирска работничка класа. Во август 1969 година избувна насилство низ Белфаст, главниот град на Северна Ирска. Со години во Северна Ирска тлеа политички и граѓански немири за правата на малцинското католичко население, кое беше дискриминирано во домувањето и вработувањето. Филмот на Кенет Бранах, Белфаст, ги разработува судирите низ очите на 9-годишно момче Бади, кој гледа како пријателите и соседите стануваат непријатели и како верските поделби разгоруваат омраза. Улицата на која живеев подложена на насилство и целиот наш живот се промени. После таквото травматично искуство баравме радост и хумор каде можевме, обидувајќи се да решиме дали да останеме или да заминеме. Бранах вели дека Белфаст, иако не е целосно политички филм, користи хумор за да истражи абсурдноста на верската и политичката поделба во заедницата. Мислам дека во филмот се бара чувство на почит и сочувство, признание и славење на разликите меѓу луѓето. Режисерот на Белфаст вели дека му биле потребни 50 години за да го најде вистинскиот тон за приказната на неговото детство. Бранах вели дека бил воодушевен што собрал актерска екипа од А-листата со ирско потекло. Еден од ефектите на ковид е што сите беа достапни. Луѓето сакаа да се вратат на работа. Джуди Денч ја игра бабата на Бади за време на немирите и изгледите за заминување на незините деца. Сиаран Хинц го игра дедото, Джейми Дорнан го толкува конфликтниот татко, додека Катриона Балфе ја игра мајката која не сака да ја напушти незината земја и роднините. На крајот заминавме, но тоа беше многу тешка одлука и мислам дека го пронајдов тоа во луѓето што го гледаа филмот. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик од студиото во Вашингтон. Повеќе информации на нашата веб страна glasnoamerika.com. Пријатно!